Еднаш во 4 години. Го нарекуваат скокалче, годината престапна. 29 февруари е датум кој доаѓа квартално. Реткоста е синоним за луѓето чија болест е специфична, а лековите за неа или ги нема, или се прескапи. Токму овие луѓе пред камерата на Код се охрабрија да ја раскажат својата голгота. Како е да имаш дете или да си болен од ретка болест во Македонија? Ноќе станувам, порано навивав часовник, сега не ми треба ни часовник, станувам на неколку часа да проверам дали дишам. Ние поминавме низ голгота, да ви кажам, од кога се воспостави диагнозата. Први прочитавме еден куп книги, зашто докторите, морам да ви искрени, и покрај тоа што знаат се, значи третманот, да речеме со вакво дете, ќе ти го напишат во диагнозата, ќе ти напишат ова се што треба и што правиме понатака. Кога одиш во аптека, тоа го немаш. Андре има 5 години. На 2-месечна возраст е потврдена диагноза Алажил синдром. Во Македонија е единственото заболено дете. Тоа е мултисистематска наследна болест. Во светски рамки се случува едно во 100.000 раѓања, а луѓето кои ја носат имаат проблеми со црниот дроб и срцето. Но Блаже вели дека во целата несреќа е среќа што болеста е откриена рано на детската клиника во Скопје. Може би ние сме најсреќните што имаме диагноза, може би на 2-3-месечна возраст на детето. Веднаш ни се кажа кои средства ни се дополнителни од страна на лекување, значи оние медикаменти и додатоци во исхрана кои што требаше да се внесат. Значи ние не знаеме точно како ќе се одвиваше ако ние не смогнавме сили да ги набавиме сите тие средства кои што е потребни за неговиот третман. Но Андреј денеска е хиперактивно дете, оди во градинка без никаков физички хендикеп, да кажеме. Но за да може да му го овозможат ова, Арсови купуваат скапи лекови. Урсофал сиропот е само еден од многуте, затоа што Андреј мора да јаде храна специјална за неговата состојба. Пие млеко со посебни додатоци, а и маслото е сосема поинакво и многу скапо. За да го истуркаат месецот за храната и лекувањето на Андреј, им се потребни најмалку 700 евра. Ако направиме вака сума сумарум на сето тоа, значи 10 кути по 25 евра, се 250 евра. 2 кути Урсофалк, кои што во Македонија една е 2000, тоа се 4000 денара, и 2 кути Адекс од по 40 евра. Собирајте, ќе видите колку пари нас ни се потребни. Долго време Урсофалот го немало во македонските аптеки, го набавувале по црни патишта од Италија. Ние претходно го шверцувавме, искрено кажано, имаме роднини во Италија и можам да кажам дека го изманипулиравме системот на Фондот за здравство во Италија, па на едно од децата таму кои што ги имаме се препишуваше Урсофалк, тоа е Урсобил нивниот. Но не е лесно од Италија сиропот да стаса во Скопје. Го добивале благодарение на хуманоста на возачите на автобуси, кои за символичен надомест ја носеле пратката. Плаќам шофери кои што се движат на тие линии каде што живеат, да речеме, мои роднини или најинтересното е тоа што и луѓе кои што воопшто не ги познаваме, да речеме, стигнува определен лек, да кажеме некаде во Србија, во Ниш, па праќаме други луѓе кои што ќе одат од таму да го земат и сето тоа е нахумано. Па таму наш шофер на автобуска станица ќе се сретне со некој што не го познава и ќе му земе нешто што не знае што и ќе го донесе кај нас дома. Македонското здравство го натерало Блаже да стане шверцер на лекот за својот 5-годишен син. Овој сируп не е на позитивната листа во Македонија. Тоа што го правиме 5 години криминал. Шверцувам лек заради моето дете. Сиропот сега го има во некои аптеки, но цената е најмалку 2000 динари и е само мал дел од целокупната исхрана на Андреј, за која фондот нема слух. Од 2009 до 2011 сите трошоци кои што ги имавме ги собравме и во едно барање за рефундирање до Фонд за здравство доставивме. Од кај што добивме одговор дека лекот, тоест да кажеме тие додатоци за исхрана не се внесени во позитивната листа на лекови, нормално средствата не ни беа вратени, а ние мораме да продолжиме, така да продолжиме да се задолжуваме по бајките и си ги купувавме лековите по швейцарски канали. Со цврста волја, но со празни сметки, семејството Арсови и понатаму ја бие битката за Алажил синдромот. Ние сме во моментов должни некаде околу 12.000 евра со кредити во повеќето банки, можам да кажам. Кредитни картички кои што се постојано на нула и нормално функционираме од плата за плата и така натаму. Не сум свесен како ги наоѓам.
Арсови не се единствените кои се прашуваат како да го најдат лекот за своето дете. Наташа Ангелевска е самохрана мајка. Има 12 годишен син заболен од ХАЕ, болест која се манифестира со отоци кои можат за само 20 минути да предизвикаат смрт. Јас за оваа ретка болест всушност разбрав раснејќи го мојот син, Дејан Ангелевски, кој што имаше манифестации чудни, кои што не може да се утврдат од кое потекло е уште на 2 годишна возраст, меѓутоа на 6 години се воспостави диагноза на детската клиника во Скопје, хередитарен ангиоедем или недостиг на C1 инхибитор. Просто кажано, тоа е инхибитор, крвен протеин кој што е одговорен за имуниот систем на телото, на организмот. Во Европа се регистрирани околу 10.000 пациенти, во Македонија 16, од кои 2 се деца. Болеста на Дејан е откриена во 2008. До денеска не добил никаква терапија на товар на клиниката. Јас како родител 2 години лутав, додека не пронајдов преку релации во странство дека постои третман кој што не ја лекува болеста, меѓутоа ги третира симптомите, односно доведува до нормализирање на неговата состојба, па наместо вообичаено колку што трае еден напад 5 до 7 дена, со примање на терапија се смалува тоа време траење на 12 до 24 часа. Лекот кој Наташа го набавува од странство е 500 евра и е само за една употреба. Колку пати ќе и треба зависи колку често ќе се појават отоците. Нападите се непредвидливи, значи може да се случи да добиете напад 2 пати во текот на неделата или еднаш во текот на 3 месеци. Во овие 6 години како имам калкулирано, вообичаено моето дете годишно добива по 15 напади, што значи ако терапијата е 500-600 евра, трошокот може лесно да се израчуна, со тоа што ние и со последниот допис до детската клиника за двете деца пациенти се обративме со барање да се обезбедат 24 инекции, значи барем по една месечно да имаме. Меѓутоа се уште немаме реакција, не знаеме дали ќе биде позитивно одговорено, пак ќе речам заради тоа што лекот не е регистриран. Сдруженијето на болеста ХАЕ Македонија барало од фондот да го стави лекот на позитивната листа, а од клиниката за детски болести да им донира по една инекција месечно. За сега барањата се попусти. За жал, до сега ние немаме добиено позитивен одговор или да сме добиле третман и терапија, затоа што секогаш одговорот е дека се ограничени ресурсите и уште пострашно е дека лекот не е регистриран во Македонија, значи тој не е достапен за нас како пациенти. Така и овие луѓе мора да го шверцуваат лекот од Бугарија, Грција, Унгарија. За жал, сум била во ситуација неколку пати преку граница да пренесувам лекови. Проблемот при таквите постапки е затоа што лековите, барем за оваа болест, мора да се чуваат во тој така наречен ладен ланец. Постои лекот во најблиското обкружување и во Бугарија и во Грција. Јас неколку пати од Унгарија го имам носено и така. Значи се снаоѓаме каде ќе најдеме најдобар начин или пристап. Во Македонија годинава се издвоени 80 милиони денари. Со нив се лечат само 3 пациенти со ретка болест. Јас искрено се надевав на некаков вид ротација на диагнозите или на пациентите во текот на овие години со цел да бидеме на некој начин подеднакво третирани сите кои што имаме проблеми од овој аспект, меѓутоа тоа за сега не се случи. Андреј, Дејан се деца кои заслужуваат иднина, како и нивните врсници, за да се обезбедат средства за нивно лекување, како и на останатите стотина пациенти со ретка болест. Потребно е државата да го одврзе кесето за лекови, кои нема да бидат поскапи од 2 милиони евра. Незначителна сума споредена со многу нефункционални и непотребни арчења од буџетот. Но на листата на чекање средства од буџетот е и единствената лабораторија кај нас која врши генетски испитувања. Своевремено основана од академик Ѓорги Ефремов, по неговата смрт го носи неговото име. Овде не се откриваат само тешки форми на наследни анемии, туку се откриваат и многу повеќе дефекти кои настанале кај нашата популација, а лабораторијата е позната не само во регионот, туку и во Европа. Во последните години работиме и се повеќе поретки од оние така наречени ултраретки состојби, каде што секогаш во комуникација со педиатрите, значи кога они ќе се посомневаат на конкретна клиничка слика, на некој конкретен синдром за кој што се знае
кој ген е одговорен, тогаш ние дизајнираме протоколи за да направиме диагностика со цел, значи, да го утврдиме генскиот дефект во таа фамилија, каде што има јасно наследување вообичаено и да им овозможиме пренатална диагностика. Во лабораторијата се користи така нареченото секвенционирање, со кое се испитува делот на геномот и тоа е поедноставен начин за утврдување на болеста. Овде генетичарите имаат и знаење и сила, но немаат средства за да ги направат сите анализи. Работат двојно повеќе за средствата кои ги добиваат од државата. Ние технологијата и знаењето за изведување на тие анализи го имаме, меѓутоа се уште тие анализи се многу скапи, веројатно ќе треба да се најде разбирање и со фондот за здравство, да се формира можеби посебен фонд за ретките болести и да се искористи нашиот потенцијал за дијагностицирање на многу ретки состојби. За сега само неколку испитувања се покриени од фондот, а фондот не плаќа никому кој ќе мора да замине во странска лабораторија, иако тоа никогаш може да чини многу поевтино. Сакаме да им излеземе во пресрет на сите пациенти, имаме можности, имаме нови технологии кои што можеме да ги примениме, меѓутоа не можеме со ограничениот буџет кој што го имаме. Нас ни треба зголемување на буџетот, ни требаат средства за да можеме да излеземе во пресрет, верувам, на голем дел од пациентите со ретки состојби. Семејството Арсови, за да направи испитување на своите гени, ќе мора да оди во странство и да плати најмалку 5000 евра. Лабораторијата во Ману не го врши генетското испитување за Алажил синдромот. И Блаже Арсов и Наташа Ангелевска досега не добиле ниту една гратис терапија за своите деца, но и двајцата се решени да им се чуе гласот, а за ретките болести да не се говори само на крајот на февруари. Долги години сме враќани со истите образложенија дека оваа година не може, нема доволно средства и слично. Ако се осврнеме нели во околина, гледаме дека средства се трошат на други работи, зборувам за средства нели од државна каса, така што навистина револтот од година во година кај нас расте. Јас сум сигурен дека ако молчим уште 10 години дека никој нема да ни се обрати. Затоа и после 5 години почнуваме да зборуваме. Може би ќе се променат работите, јас сум цело време позитивен во овие 5 години до сега што се случува. А ако продолжиме да молчиме, мислам дека нема никаде да се сети.